Во рок од 20 месеци Валандово ќе добие енергетска ефикасна детска градинка Радовиш училиште во селото Ињево. Почна имплементацијата на проектот Трием од програмата за прекогранична соработка со Грција, во која освен Валандово и Радовиш, вклучени се и грчките општини Серес, Флорина, но и центарот Сем. Тие денеска ги презентираа своите активности од проектот вреден околу 1.400.000 евра, а околу 390.000 ќе завршат во Валандово, каде детската градинка Калинка ќе се реновира и ќе биде подобрена енергетската ефикасност за 30%. Ние како локална заедница ќе имаме навистина многу позитивни ефекти. Се надевам дека ќе го имплементираме добро и на крајот ќе имаме енергетски ефикасна детска градинка која што ќе отвори многу нови перспективи и за децата кои што се во детската градинка и за вработените и за локалната заедница. И на проектите кои што се за енергетска ефикасност и на проектите кои што се за заштита на животната средина, мислам дека сите заедно како општество и како чинители и креатори на политиките мораме да се однесуваме поодговорно и да фаќаме пат со современиот и модерен свет. Во Радовиш ќе се реновира училиштето во Ињево, кое треба исто така да стане енергетско ефикасен објект. Градоначалникот Конзулов смета дека на тој начин ќе се избегне огревното дрво како суровина и ќе се овозможи заштита на животната средина. Вели дека општините мора да се фокусираат на вакви проекти кои носат повеќе бенефиции. Ние во општината такви средства немаме доволно и од тие причини ќе бараме донации од Европска унија, нормално донации и од развојните програми како што е JICA од владина развојна програма на јапонската влада, исто така и владината развојна програма ТИКА од Република Турција. Во моментот исто така гради на училиште во село Калузлија, така да сметам дека со нашата инвентивност на мене како градоначалник и моите соработници, тоа ќе биде главната преокупација во иднина. Реконструкции на училиштата за да станат енергетски независни и ефикасни објекти се планира и на грчка страна. Заменик градоначалникот на Серес тврди дека ваквите проекти ги зближува граѓаните од пограничните појаси од двете страни над границата. Ο Δήμος Ερών έχει συνεργαστεί και με τον Δήμο Κόντσε στο παρελθόν, στο πρόσφατο. Но не е само тоа единствениот начин на кој се зближуваме. Нашите плажи се најчесто посетени од ваши граѓани, наши сериозни бизнисмени се значајни инвеститори во вашата земја и ние ги гледаме работите кои што значајно не приближуваат и не прават да бидеме поблиски, а ги оставаме зад нас сите точки кои што може да предизвикуваат некакви поделби. Βλέπουμε μόνο αυτά που μας ενώνουν και αφήνουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν. До крајот на годинава речиси сите општини треба да ги распишат тендерите и јавните набавки за градежните зафати на јавните објекти во рамките на овој проект, за да во февруари 2020-та истите бидат готови и функционални во интерес на локалните заедници.